Во новата емисија Мој збор разговарам со македонскиот автор Анде Јанков и тоа отвараме некои доста интересни теми, особено за љубителите на пишаниот збор. Зборуваме за тоа кој жанр е најпривлечен помеѓу македонската читателска публика, за емоциите кои што во читателот пробудуваат афинитети кон еден или кон друг жанр, за популарноста на крими-трилер жанрот, чии впрочем во чија области творец е Анде Јанков, мојот денешен соговорник, а зборуваме секако и за загрозувањето на авторството и колку авторските права треба да бидат чувани под наплевот на вештачката интелигенција. Говориме и за раѓањето на ликовите, поточно како се создаваат ликови, дали ликовите се само типични или може да се произведе некој оригинален лик кој што нема репрезентација во голем примерок во општествената реалност и за многу други интересни теми ќе предискутираме во денешната емисија Мој збор. Останете со нас и проследете го мојот разговор со мојот денешен гостин Анде Јанков. Анде, ти благодарам уште еднаш, еве вака јавно да ти кажам за тоа што ја прифати поканата да те угостам во мојата емисија. Имено јас неколку години наназад ја следам твојата работа и навистина имав желба да поразговарам со тебе за сите актуелни случувања, особено во полето на книжевноста, затоа што таму е нели твојата точка на дејност и таму и ќе го фокусираме нашиот денешен разговор. Автор на книги. Кога ќе се каже книги, денеска се подразбираат многу нешта. Мене ми е збунувачка искрено и дефиниција што евентуално би можела да се даде за тоа што или да се да кажам представи визуелно и на било кој начин книга, затоа што денеска имате аудиокнига, видеокнига, дигитална книга. Некако се помалце гледам луѓе кои што во хард копи ќе земат книга и ќе ја листаат и ќе ја читаат. Што за тебе представува книжевно творештво и како ти ја замислуваш и ја дефинираш книгата? Прво ти благодарам на поканата, Магдалена. Сега, тоа автор на книги е и добар термин да го кажеш, бидејќи кога ќе представиш некој човек во Македонија со зборот писател, одма малку знаеш ред флек некој се краја, бидејќи за жал се уште не сме на тоа ниво како општо дојдени да за отпишувањето книги нели да може и професионално да се живее, нели? Но сите писатели нели сме во надежда дека еден ден тоа би го постигнале, пазарот ни е тој кој што е, меѓутоа ете ние се бориме и со тие работи на тоа што нели сега добар дел од читањето на книги се префала во ерата нели на дигиталниот свет. Меѓутоа пак Македонија, за разлика од некои други земји, колку што сум можел да ги посетам, се уште народот си сака да фати парче книга во рака. И еве ги оставивме за наследните одмори, бев на плажи кај нас, ги гледав дека горе-доле вртат книга во рака, што значи дека секако имаше и Kindle, меѓутоа факт е дека тука сме уште навикнати на тоа нели да си свртиш книга во рака, да можеби да помирисаш нели свежо печатена хартија и едноставно мислам дека тој начин на нели на читање никогаш нема да изумре и без разлика на сите нови технологии. И сега кога зборуваме за авторство, тоа е вториот дел од на нели представувањето од синтагмата автор на литература на книги. Кога зборуваме за авторство, исто се поставува денеска, како што кажа, во дигиталната ера каде што живееме и едно многу интересно прашање за тоа дали човечкото авторство има некоја посебност за да може да се каже дека тоа се издвојува или дека треба да има авторски печат, па воведовме цел комплекс на заштита на авторски права, закони и така натаму, значи правната регулатива ја воведовме за тоа да го заштитиме авторството на луѓето кои што пишуваат или творат во некоја друга дејност. Меѓутоа денеска со напливот на вештачката интелигенција и со алатките кои што ги пружа вештачката интелигенција, исто така имаме една сосема, да кажам, прифатлива продукција и на книжевно творештво и на раскази и во доменот на визуелната уметност, што на пример задоволува некои стандарди и некои дефиниции за тоа што би можело да кажеме дека е уметничко, барем од аспект на конзументот, од аспект на гледачот или од аспект на читателот. Па како
ти како автор на книги се чувствуваш во однос на, да кажам, својата позиција, дали е загрозена, дали се чувствуваш загрозен во доменот на авторството или сепак мислиш дека вештачката интелигенција нема доволно капацитети да го потврди, да ја потврди својата оригиналност и креативност како што има еден човек, да кажем. Така. Ова е не е проблем со кој што се соочуваат само писателите како по-тесен вид на уметници. Ако се сеќавате едно време и кога испадна они паметни компјутери кои играа шах против светските шампиони, па најголемиот успех што можеше да биде постигнат беше пата реми, никогаш компјутерот не го победи човекот, најверојатно му фали таа нишка на имагинација, можеби и незададени команди за да испадне понапред во творечкиот процес или во надпреварачкиот процес. Не се чувствувам загрозен, едноставно тоа е некоја реалност што треба да ја прифатиме дека постои и на крајот од денот не можеш да знаеш дали некој автор посегнал кон вештачка интелигенција во креирањето на сопственото дело или не. Во секој случај не ми недостасува имагинација и инспирација за тоа да го правам само од себе. Но ќе видиме што би се случило понатаму на тоа дали може би биле во некоја конкуренција некогаш за некои книжевни награди со вештачка интелигенција. Тоа е многу интересно прашање, затоа што спомнуваш неколку пати имагинација. Јас, например, кога го читав Кант, постојано беше дилема, односно не можев да дадам дефиниција, не можев да објаснам што значи имагинација, затоа што тој кога зборува во својата естетика за статусот на уметникот, односно за статусот на гениот, вели дека мечта и имагинацијата се тие кои што го издвојуваат еден гений од еден просечен човек. Имагинацијата колку има врска со искуството и дали пишуваш као продукција на идеи или сепак сакаш едноставно од некоја идеја да црпеш некоја идеја, да кажам, да прочиташ нешто друго, па да видиш како автор што ти прилега, колку искуството, сакам малце по-филозофско, можеби и малце по-метафизички, по-апстратно, многу поставив прашањето, меѓутоа верувам дека ми го разбираш, колку е битно искуството, читателско да имаш читателско искуство како предзнање за да можеш после тоа да го преточиш во авторство. Да, баш ми е мило за вакво прашање и сега ти одговорам. Тоа е интересен момент, зависи од тоа како еден уметник, автор се однесува кон книжевноста, меѓутоа во мојот случај како било ситуацијата, на почетокот од моето творечко искуство, она прва книга Едно лето на Крит кога ја напишав, под влијание на посета на одредено место или било што, и секако желбата да се раскаже некоја фиктивна приказна како наратив, сум приметил дека од оваа гледна точка кога гледам сега на тоа дело или на моите некој втора книга или трета, како сите работи на кои што сега наидувам како знаење, во моите поранешни книги сум ги внесувал како инстинкт или можеби како некоја си тоа писателско учение останато уште од предците, уште од Аристотел, па наваки со оние автори кои што сите сакаме да ги читаме како млади, не знам, Агата Кристи и после современи европски криминалистички писатели и слично. Додека, со оваа последна книга Кобаяши Мари која што испадна, да, веќе приметам дека самиот јас сум дошол до едно повисоко знаење во однос на тоа што значи книжевност, наратологија и раскажување, па така едноставно да понудам нешто плюс во однос на тоа што сум го нудел до сега во моите книги. Фактички тоа е некој си филозофски пристап сега во пишувањето на книга, кој што можеби не се сретнува толку често не само кај домашни автори на жанровска литература, меѓутоа и кај некои странски. Меѓутоа, секогаш сум сакал да си ставам некој предизвик лествица погоре или за остварување, па и намерно и така и беше концепирана последната книга и сега оставаме читателот да го затвори тој творечки процес, бидејќи на крајот од денот он го дава последниот суд за било кој парче уметност. Така и јас кога размислував баш за ова прашање, морам да се надоврзам затоа што едноставно динамично ни тече, водиме диалог, не е само прашање одговор, како на испит на факултет, него баш водиме диалог што ми е драго. И јас размислував за тоа дека пишувањето и тоа како е вештина и сега гледам дека се отвараат школи за пишување и за пренесување знаење, така што тоа е сигурно еден тип на знаење и вештина која што мал број на луѓе кои што се занимаваат со негување на таа вештина ја имаат и исто така педагошки можат и да ја пренесат на другите.
серијал од 8 книги, пишуваш трилер, пишуваш крими литература, како се одлучи баш за тој жанр? Па претпоставувам, бидејќи најмногу сум сакал како помлад можеби да го читам тој жанр, но после тоа испадна дека дојдов на друга придобивка од тоа што едноставно сум одлучил да го пишувам тој жанр, а тоа е што користењето на жанрот како крими, трилер, па да, драмата можеби како која што може да се комбинира со тие два жанра, едноставно ти дава можност да зборуваш за некои вредности кои што секој еден жанр инхерентно во себе ги содржи. Не дека не може тоа, додека се пишува литературна фикција или белетристика, да се фрли светло на такви вредности, меѓутоа секогаш жанрот ти дава малку поголема слобода во однос на тоа и користењето на крими, на трилерот, детективскиот, па и акцијата некој пат како последната книга ти овозможува да зборуваш за правда, за вистина, за моралност, како некои од тие вредности кои што се третираат преку пишувањето во овој жанр, а и секако е предизвик да се, ајде да речеме, да смислиш нешто што ќе биде доволно заплеткано, па да го измамиш читателот на некој начин. Ајде, можеби тоа е предизвик плюс, меѓутоа пак ова прво што го кажав, ми е најголем мотив зашто продолжувам да пишувам во тие жанрови. Така е, и една од теориите кои што сега скоро ја сретнав е дека со напливот на психологијата како една од најпопуларните можеби денеска науки, затоа што навистина психологијата има широка примена во општеството и во времето каде што живееме, па во тој порив и во таа намера да се откријат сите тајни на човечката душа, можеби излегуваат на површина сите човечки, да кажам, длабочини во барем мрачната страна кога е крими и трилер жанрот во прашање. И ако одиме во таа паралела, треба, например, и СФ, например, односно научната фантастика, да биде популарен жанр апропо времето во кој што живееме. Мислиш ли дека е така или мислиш дека има регрес, можеби, во продукцијата на творештво од таа област на научна фантастика? Па, сега веќе Македонија и си зазима свој дел во тоа современа европска продукција на научна фантастика, веќе од прва ми текнува 3-4 автори кои што активно творат во жанрот. Не верувам дека тука уназадуваме, а и на крајот од денот научната фантастика се користи за да се фрли еден алтернативен поглед на општеството во кое што живееме и секогаш ќе биде, иако е дел од можеби од таа потесна жанровска литература, сепак е актуелна токму поради таа причина за да се прикаже како не треба да се прави или што би се случило доколку се продолжи во таа насока. Јас секогаш сакам да прочитам некоја добро парче научна фантастика кое било понудено од домашен автор, затоа што едноставно како што јас сум се осмелил да пишувам во овие води, сакам да знам и кој е тој некој што се осмелува тука да се осмели и можам да кажам дека имаме доста солидна продукција и ги повикувам сите и да продолжат да го користат жанрот за фактички изразување на некоја филозофија за животот, бидејќи без разлика во кој жанр да се твори, ние сме творци на приказни, раскажувачи, а приказната не е ништо друго, туку метафора замена за животот и ако што сакам да кажам филозофија за животот, изразена преку карактери, емоции и содржина. Каков пристап има Анде кога ги создава своите ликови? Дали си Достоевски тип кој што, например, ќе продреш во психологијата на еден конкретен лик, па ќе ни го донесеш Расколников, или си, например, можеби повише реализам, Оноре де Балзак, каде што преку ликовите сакаш да го прикажеш цајтнотот, времето во кое што живееме, патувањето на времето, на апсолутниот дух низ времето, како го нарекува тоа Хегел и уште многу други референци. Значи, дали си по оној општествен општ пристап, каде што со ликовите сакаш да дадеш да фрлиш едно светло на заедничкиот живот, на интеракцијата помеѓу луѓето, или сепак се трудиш да продреш длабоко во сршта на ликот и да ја прикажеш психологијата на еден поединец? Најверојатно е пресек на два пристапи, зошто? Затоа што кога неминовно е кога пишуваш како во овој случај серијал за еден протагонист, во конкретниот случај полицискиот инспектор Виктор Николов, веќе тука се 4 и за скоро и 5-та приказна која што е неминовно да не продреш длабоко во психологијата барем на тој лик, затоа што имаш добри 5 книги за него. Сега, меѓутоа, јас пак од секогаш кога ги создавам приказните, најтешкото нешто од кое што се почиња
е да се создадат нова група на ликови за кои што треба, околу која треба да свртиш некоја приказна. Сега, она што ми помогнало во текот на моето пишување за тоа како полесно се прави е кога тие ликови нови кои што се замислуваат, ќе ги поделиш на во зависност од светогледите кои што веруваат. Значи, ако имаме циници, една група на циници на една страна, ако имаме идеалисти, друга група на идеалисти на друга страна. У принцип тоа е тоа лаички кажано, нели, на најосновен начин, меѓутоа секогаш тоа ми помогнувало за тоа да створам полесно некој тип на приказна, секако нели колку и да имаш некои ликови кои што ти се повторуваат секој наредно дело, па они ќе се доближуваат до таа нели тој дел на подлабоко влегување во психологијата нели на ликот и едноставно нели како еден лик ќе се развива во текот на приказна, секогаш е потешко да се направи тоа доколку се работи за спорени ликови, но не е и невозможно. Така е во Кобаяши Маро во последниот роман, не само главниот протагонист Виктор Николов, туку и уште тројца други ликови од неговото блиско семејство поминуваат низ некоја си карактерно патешествие и доживуваат некоја промена во текот на една приказна, што не е секогаш случај тоа кога читаме книги од странски еминентни автори. И тоа луѓето го приметуваат, тие кои можеби не го знаат само искуствено, нели, на инстинктивен начин. Меѓутоа тоа го нарекувам драматичен код, кој што му прави убаво на они кој што секој еден читател, кој што чита некоја приказна. Или пак ако сакате можам да ви кажам едно повисоко знаење кој што последно го почитав, во секоја една приказна треба да тргнеш со нешто што ликот го сака. И на крајот од таа приказна тој да не го добие тоа што го сака, туку тоа што му треба. Така што колку почесто го правиш тоа и за колку повеќе ликови во однос на приказна, толку повеќе таа ќе остане во срцето на читателот. Од што се водиш кога го создаваш ликот? Еве сега ми текна една референца до многу инспиративно говориш, па едноставно и ми потикнуваш вакви прашања. Во Федон, односно диалогот за душата на Платон вели кога говори нели за вечноста на душата, вели еден просечен капут, односно една просечна облека може да го надживее својот собственик, дали ликот може да го надживее авторот, во смисла дали суверенитетот над создавањето и толкувањето на ликот го има само авторот и колку тука публиката, односно ние кои што сме читатели до некаде се врзуваме со ликот, колку учиме, колку го ресоздаваме или го продолжуваме тоа, да кажам, интерпретирање, декодирање на ликот и со самото тоа му даваме нова смисла и ново значење. Таква работа не би постоела, мислам, таа е и целта на литературата во крајна линија. Значи, она кое што го восприема читателот да му даде едно свое толкување и уште подобро ако изведи нешто на кое што и самиот автор воопшто не се ни помислил додека да создавал еден лик. Да, значи секогаш сепак ние сме автори, нели, ова што го креираме е сепак актуелно, значи во текот на нашиот живот и сега добиваш фидбек од страна на читатели, од фанови, секогаш ќе најдеш и на таа некоја си можеби ако не конструктивна, негативна критика за било што, па на некој не му се допаѓа тоа што му се случило на ликот. Тоа е сосема валидно на крајот од денот и јас сум читател и некој од моите омилени писатели кога читам нешто последно од нивна страна се согласувам, не се согласувам, се мрштам. Меѓутоа секогаш тоа, пак ќе кажам, целта на литературата е таа и едноставно немам проблем со тоа од аспект. Мислам, кога пишуваш вакав еден магнум опус како серијалот ете толку од 8 делови, неминовно е тоа да се заживее. Се надевам и откако мене ќе ме нема нели на овој свет, бидејќи едноставно како што каже една или кога ќе престанеш да пишуваш, или кога ќе престанам да пишувам, да. Како што каже една критичарка од Скопје, вика со овој серијал авторот го, значи му оставил одредена безвременост на ликот, зашто? Затоа што го преку таквиот еден лик го прикажува нели општеството во кое што сега живееме. И па да, може да се каже дека и тоа е една од целите зашто пишувам, да се даде, да се фрли нели можеби едно светло на оној нели момент во кој што ние живееме. Сепак Скопје, урбаното живење е нели претежно представено во овие книги со повремено рипање во разни европски или нели македонски градови. И ќе продолжам нели така и да пишувам понатаму. Да, типичните ликови се многу интересни, а и дилемата ми е дали воопшто може да постои лик што е атипичен, односно целосно измислен и не може да се го најде својот репликат во оваа сетилно достапна реалност, да кажам. Многу ме интересира со однос на тоа дека жанрот во кој што твориш и тематиките со кои што се занимаваш во твоето творештво неминовно носат некој
зол настан кој што треба да се случи за да се предизвика некаква несреќа или да дојде до тој епилог кој што на крајот од крајевите книгата ќе ја направи во вид на нели жанрот за кој што твориш, односно криминалистика. Како го третираш злото као производ на еден поединец и одговорноста е негова и само негова за тоа што ќе го направи? Например, ако човек направи убиство, дали е тоа само единствено негова вина и него треба да го осудиме и тоа е само негов производ, злоделото, или мислиш дека еден човек поединец е жртва на многу околности, што социјални, што околности кои што се надвор од неговото социјално живење, еве не знам географски, не знам природни околности, генетски околности и така натаму. Како ги третираш ти твоите ликови со однос на тоа дека е баш интересна тематика? Значи тука доаѓаме до таа бинарност нели на слободна волја и детерминизам, напред нели поставени работи. Не е лесен одговор на прашање, иако во книгата која што сега ја пишувам, следниот дел од серијалот, имам една реченица која што главниот лик ја кажува нели на еден спореден лик, вели одлуките, а не условите го детерминираат нели животот на еден човек, на еден личност, на еден карактер. Па сепак повеќе би се вртел на таа слободна волја, можеби во однос на тоа колку ние сме одговорни за сопствените животи и реалноста во која што живееме. Книгата Само Бог просто, третиот дел од овој серијал, да речеме, имам доста позадинска приказна од мојот живот што се има случај на моето семејство вметнато натре во таа позадинска приказна на негативците можеби, која што најде на добар одзив тука, бидејќи ги ставаше тие ликови во таа дилема што би направиле кога, ајде можеби правдата не важи за сите, па едноставно живееме во некое такво општество каде што тие работи за жал се уште продолжуваат да се случуваат, едноставно тоа кога ќе го опишеш тоа како такво, многу од луѓето што го читаат ќе се поистоветат, бидејќи нели ќе се случи да некој му си има случајно таа работа и едноставно ќе го допре повеќе од нели доколку нема такво искуство. Апсолутно се согласувам. Сега ја спомнавме последно прашање во интерес на времето. Ја спомнавме книгата Само Бог простува. Насловот е навистина многу интересен. Не сум ја читала книгата, ќе ја прочитам еве заради тоа што сум заинтригирана од самиот наслов. И тука би ти поставила прашање апропо она што го тврди Дерида, вели дека не треба да постои воопшто концепт за простување, затоа што ако ти треба некому нешто да му простиш, тоа значи дека тој ти направил нешто што е непростиво. Од тука ако ти направил нешто што е непростиво, не можеш да му го простиш. Дали е вистина дека само Бог простува или сметаш дека и луѓето со простувањето на некој начин си даваат некој вид на ослободување за да можат понатаму да се извлечат од таа траума и да ја победат на некој начин? Намерно и така беше оставен насловот, бидејќи е тесно поврзано и со одговорноста, меѓутоа и со прошката. Па вака сега кога се пишува во овој жанр, тоа го спомнив во едно претходно прашање за крајот, нели, на било која една приказна, што ќе се случи, дали ќе има циничен крај, дали ќе има идеалистички крај. Ова иако се нели, хајде на некој начин мрачни можеби нели тематики, криминалистичка фикција, сепак на крајот има некој си ајде впечаток на доброто дека го победува злото, или барем јас сум таков автор кој што сака нели на ликовите да им понуди една карма, или како се вика некоја поетска правда која што ќе биде задоволена на еден или на друг начин. Па сега, ако некој ни нанесе некое зло, ние единствено само за да нели да исправиме таа карма, или ќе вратиме со зло, или ќе простиме, нема трето едноставно. Третото е она системско казнување кое што државата нели го превзема во своји раце. И сега доколку не се случи дали системско казнување или пак она крвна одмазда нели кон која што би преминале, тогаш прошката е единствената нели синтеза на трет пат кој што можеме да го фатиме. И сакам да верувам дека иако насловот е така кажан, нели може да се прости, човечки е да се прости, човечки е да се греши, меѓутоа божанствено е да се прости, како што рекол Александар Поп. Но да, јас се врзувам до тоа дека без разлика кое зло ни е направено, треба едноставно да не влегуваме во тој vicious circle, vicious круг кој што е злобен круг на одмазда. Едноставно да се пушти три напред, можеби и да се извлече поука за понатаму.
Така, баш и добро поентиравме како за на крај, нели, ако има космичка борба помеѓу доброто и злото, сепак ние треба да го направиме првиот чекор во навивачки барем да победи доброто. Се надевам и дека од оваа емисија ќе има многу гледачи кои што ќе се заинтригираат за овие прашања и за целиот овој разговор што го водевме и дека едноставно ќе подразмислат многу повеќе за своите постапки и за времето во кое што живееме, а секако тоа е опишано и многу добро пресликано во твоите дела. Со нетрпение го очекуваме твојот нов, да кажам, продукт, твојот нов производ, твојата нова книга. Ќе ја најавиме, исто така и на нашите гледачи ќе ги представиме сите твои претходни книги и се гледаме во некоја следна прилика, еве можеби ќе добиеме покана на промоцијата на твојата нова книга. Секако, да. Романот Кова Јошимару веќе е испадна во април месец оваа година и секако си тера тие промоции низ градовите, веќе поминавме 4-5 градови, меѓу кои Велес нели како домашен град, па за остатокот од есента и зимото секако ќе биде нели соодветно најавено на социјалните мрежи и секако нели ако може нели да допре до што е можно повеќе читатели за таа филозофија за животот која што јас се пропагирам нели да биде нели помеѓу што е можно поголем број на луѓе. Така, бенефитот е, да повторно ќе кажам, за доброто на сите, опште бенефитот, така што и јас исто така до твојата апел еве се придружувам и се гледаме следна прилика. Благодарам уште еднаш. Фала ти те. Пишувањето е процес кој што бара талент, време, внимание, меѓутоа бара и многу посветеност, креативност, оригиналност и она што се нарекува свежа идеја која што авторот треба да ја пренесе во пишана форма и да ја остави во наследство на некоја следна генерација и секако таа може да представува и ужиток, но истовремено може да представува и големо наравоучение или да пренесува некоја дидактичка порака. Затоа читањето е многу важен процес од растењето и создравањето на секој поединец и оваа емисија посветуваме со еден апел македонските граѓани и гледачите на емисијата Мој збор повеќе време да посветуваат секако на пишаниот збор, затоа што тоа е единствено време кое што не е залудно потрошено. Ние се гледаме во следната емисија Мој збор, која, како што добро знаете, се емитува во недела во 13 часот. Така што се гледаме следната недела на телевизија 24. До тогаш, убави поздрави!